Кутријат Ахмети. Тој не сакал, ама ете неговите поддржувачи и симпатизери на ДУИ спонтано си направиле видео и го споделувале. Видео во кое тој во униформа на генерал на учака и видео во кое се вели дека тој не загубил ниту една битка. Поочаен обид од овој за спас на сопствената кожа досега не сум видел. Па зарем навистина мисли дека вакво нешто уште пали кај народот? Ај што не поминува кај македонците, не поминува ниту кај албанците. И искрено верувате дека постои некој албанец кој сега заради Груби или Ахмети ќе земе пушка во рака и ќе си го ризикува животот за да ги заштити нивните украдени милиони евра? Па немојте, ви се молам. И не само тоа, не приметувате дека веќе ни странски амбасадори, чии милениче беше во изминативите 2 декади, веќе не го примаат. Не памтам кога последен пат имал средба со американската амбасадорка. А што ќе го прима? Ако продолжи вака, сериозно станува кандидат за на црната листа. Знаеме за неговите влијанија во судството, за сомнежите за криминал во неговото семејство, а сега се заканиве за нов конфликт, печене за црна листа. Може би пак затоа ова милитантно видео, како што мистериозно осамна, така мистериозно исчезна. Само не знам дали наредбата ја дал генералот или некој можеби му наредил. Ама џабе, тој и неговите упорно ни не лекаат дека албанците се понижени, загрозени. Не, драги мои сограѓани албанци, вашите права се загрозени токму од тие кои се представуваат како ваши лидери. Од типови како Груби, како Ахмети и нив сличните. Тие се тие што ги спокрадоа парите. Не само нашите, туку и вашите. Па погледнете што открија во министерството што го водеше Груби. Потрошиле цели 20.000 евра за кебапи. Кебапи, еј. Седете вие, како и ние македонците, гладни. Така што тие се тие што ви го искратија правото на квалитетен и достоинствен живот. Заради нив и вие и ние не знаеме како да скрпиме од први до први. А верувајте, гладта не познава јазик.